Благодарам, почитуван председателе. 10 минути имаме на располагање. Ќе молам повеќе за мене. Ништо ново не слушнавме. За жал морам да кажам две работи. Пратениците со овој закон доживуваат еден жежок шамар од страна на владата, затоа што повтор пат овој закон се нуди во итна постапка, доставен до собранието во декември 2019 година. Колку е итноста голема, може да просудите вие, со оглед на тоа дека овој закон во архивата на собрание се чуваше повеќе од година дена, односно година и 3-4 месеци. Второ, почитуван председателе и почитувани колеги пратеници, особено оние од стариот состав, да ве потсетам дека на иста оваква седница на Комисијата за финансирање и буџет од страна на пратеник од ДУИ беше поднесен амандман, ќе го образложам ја подосна, и тој беше прифатен од страна на комисијата да биде комисијски амандман на овој закон кој што овде ни се нуди. Амандманот беше прифатен од страна на Комисијата за финансирање и буџет, поверете господине председател, и записникот од комисијата, а исто така на седницата на комисијата, односно законодавно правната комисија, беше усогласен и како дополнет предлог на законот за задолжување и така натаму беше доставен до председателот на собранието. Поверете господине председателе, и тоа е копија за вас. Но владата не го испочитува ставот на пратениците и наместо да го прифати дополнителниот предлог на закон, таа ставот на пратениците воопшто не го зема за меродавен и како таков законот воопшто не беше ставен, односно не помина на пленарната седница, затоа што во меѓувреме и собранието се распушти. Толку од односот на владата за бившиот кон бившиот пратенички состав, толку на односот на владата кон сегашниот пратенички состав. Жестоко се спротивставувам на оваа глупост, наречена задолжување и наводно креирање на нови земјоделски политики. Имаме ние од 2004 година, почитуван заменик министер, повторно, случајно, од Социјалдемократскиот сојуз, склучено договор со Светска банка за трансформација на водостопанскиот систем. Хаосот кој што сега се случува во водостопанството е заслуга, последица на импровизациите и несоодветната политика во земјоделството и водостопанството. Просто е запрепастувачки кога е социјалдемократскиот сојуз на власт, зошто се случуваат овие работи. Го уништивте водостопанството. Ги растуривте сите водостопански предпријатија, водните заедници, што све не направивте. Нешто ќе се случи со овие 50 милиони, доколку поминат, а не дај Боже да поминат на собрание, затоа што нема да има никаков ефект, затоа што ова, како што се кажува дека е во интерес на земјоделците, апсолутно не е. Него се кријат сосема други позадини и цели кои што не се од интерес ниту на земјоделците, ниту на македонското земјоделство. Еве да почнам поред. Вика дека закон, односно проектот ќе се состои од повеќе компоненти. Првата компонента промовирање на конкурентноста на земјоделскиот сектор и вика пристап до обука и соодветодавни услуги. Господине заменик министер, вие знаете што значат тие соодветодавни услуги и знаете на тие од надвор што ќе дојдат,
да не советуваат колку им е хонорарот и знаете дека ништо од тие консултанти нема да се дознае, нити да се добие како ука, уште помалку како поука, ама тоа се однесува за СДС, не за земјоделците. И затоа со народни пари, буџетски пари ќе треба да бидат потрошени за да се исплатат хонорарите на оние кои што треба при единствената институција од бившата држава СФРЈ, која што функционира во земјоделството, а тоа е Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството, која што е фактички советодавната, ја има советодавната улога за давање на бесплатни советодавни услуги кон земјоделците, ќе биде прескокната и и занемарена. Понатаму се вели во Ресе, Струмица и Скопје, зошто па Скопје, за специфични теми, веројатно како земјоделски крај, без земјоделска земја, кои се релевантни за корисниците, земјоделците и советниците. Меѓу најмногу бараните сорти за извоз, ние прво треба да знаете дека за оваа работа е најсоодветно да се повикаат професорите од Земјоделскиот факултетот за земјоделство и наука и храна од Љубљана и шефот на катедрата за овоштарство професорот Штампар, а и професорот Хрибар, кои што беа во Македонија и започнаа една едукација на јаболкопроизводителите во насока на замена на сортите со оние кои што се актуелни на пазарите, кои што можат да се значи конкретно луѓе кои што треба да се вклучат во тие разговори му овие, а не знам на кој се мисли, па уште и да се преку нив воведува глобал ГАП стандардот и така натаму. Или органското земјоделско производство, или воведување на техники за борба против климатските промени. Морам да подсетам дека веќе 10 години, може би повеќе, има една студија со една меѓународна организација изработена од Министерството токму околу климатските промени, во кои што Македонија е поделена на 3 дела, реони, кои што се најмногу изложени на последиците од климатските промени и посебно по секоја земјоделска култура, колку е тој степен на ризик висок и што треба да се стори. Еве сега, повторно ќе треба да се прави нешто слично, за да го дознаеме тоа што веќе го имаме. Ама за ќе мора и да го платиме тоа. Системите, понатаму подкомпонента 1.2, систем за дистрибуција и земјоделски производи и храна. Што се случува со Агрокор во Струмица? Марихуана се сади таму, да. Зошто пропадна тој откупно-дистрибутивен центар? Зошто баш Струмица? И, меѓу другото, а тоа се однесува амандманот и на ова прашање, зошто не е вклучено во сето ова јавното предпријатие Агроберса? Сега тука ги повикувам пратениците од ДУИ, да ви стојат како минатата година во февруар месец да го поддржат амандманот и да се спротивстават на ова законско решение, за да, меѓу другото, затоа што има перфектен директор таму, Ниметула, во јавното предпријатие, кој што, меѓу другото, го има учествувано изградбата на откупно-дистрибутивниот центар на Агрокор во Струмица. Јавното предпријатие Агроберза има учествувано. Сега овие ако се градат откупно-дистрибутивни центри, кој ќе ги гради, кој ќе стопанисува? Државата? Државата е лош стопанственик. Ќе се дадат под закуп или ќе се продадат? Од каде да знаете на тој кој што е заинтересиран да работи со оваква дејност, каков му е потребен нему откупно-дистрибутивен центар? Еве во Ресен на Магази,
Арапите сами го градеа, со сестрна помош на Министерството и на сите институции, меѓутоа тие ја носеа другата, а некој друг да им ја наметнува. Ќе имате трпение, ве молам. Понатаму зајакнување на институционалните капацитети за пристапување во ЕУ, мислам и ова со ИПРД ве молам, значи со европски пари или не знам од каде пари треба да се обучуваме како да дојдеме до тие пристапни фондови или поброгу да ги зајакнеме капацитетите за пристапување во ЕУ. Полека со таа работа. Многу сме далеку. Понатаму, креирање на политики врз основа на докази. Сега ова е директно мешање во самостојноста на владата во донесување на самостојни земјоделски политики, зошто им е потребно на владата, некој од надвор да им кажува какви треба да бидат тие политики или систем на мониторинг и проценка за дизајнирање, спроведување на за политиките за земјоделски рурален развој и што е особено важно, информацијски систем за управување со земјоделското земјиште во државна сопственост. Уште ли го немате ова, почитувам господине заменик министар? Господин Димовски, би ве замолил... Знаете што се случуваше со овие работи? Да привршите, бидејќи секако има тројца јавени за реплика, ќе можете контрареплики вие да дадете, така да... Нема да станам јас на контрареплики, ја доволно ќе биде ова што го зборувам. Би ве замолил уште кратко само. Во услови кога јавно кажувате дека повторно ќе направите грабеж во Република Македонија, продавајќи го државното земјоделско земјиште, вие овде кажувате дека ќе воведувате политики засновани врз докази и управување со земјоделското земјиште во државна сопственост. Кога лажете? Дали не изјавите или сега овде што пишува? Вие сакате големи пари да заработите од продажбата на државното земјоделско земјиште и затоа во процес се раскинување на договорите без причина. И ја ги поттикнувам и ги охрабрувам сите земјоделци на кои што им е раскинат договорот да ја тужат државата и министерството заради тоа што не може на таков начин едностранно да се раскинува договор. Ништо не признавате, ни пребивање, ни на обврските за плаќање на сестријата со субвенциите, прибивање, ништо. Би ве замолил само административни грешки. господин Димовски да завршите Сенase, значи, сметам дека прво за мене ова е неприфатливо нешто заради тоа што се големи пари кои што нема да дадат никаков ефект. Еве претседателот на комисијата ми го одзема правото да продолжам понатаму, но ќе се само уште една реченица. Сметам дека треба да се вклучат Агенцијата за храна и ветеринарство. Ова е единствено позитивно нешто од овој проект. Ама тоа требаше вие да го направите, затоа што имате локација таму кај Неготина. За преработка на животински отпад. Понатаму, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, заради тоа што ИПАРД фондовите ги засега, таа агенција е акредитирана. Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството, она одбитува агенцијата заради тоа што е советодавна. И конечно јавното предпријатие Агроберза, заради тоа што тоа е единственото јавно предпријатие кое што има искуство во Македонија, за да може да гради откупно-дистрибутивни центри. Раководено од човекот кој е добар директор. Благодарам.